Добар ден на сите. Моето име е Тина Димитриевска и јас сум ученичка во трета година во средното училиште на град Скопје Владо Тасевски. Во оваа лекција ќе ги објаснам видовите книжени пратки во поштенскиот собраќај. Книжени пратки се поштенски пратки за кои поштата паушално или во рамките на означена вредност гарантира дека нема да бидат изгубени, украдени или оштетени и на испраќачот му издава потврда за прием на пратка, а при врачувањето бара од примачот со свој потпис да го потврди приемот на пратката. Тоа се препорачена пратка, вредносно писмо, пакет и поштенска и електронска парична упатница. Препорачани писмоносни пратки се затворени книжени поштенски пратки за кои паушално се гарантира дека нема да бидат изгубени, украдени или оштетени, а доколку ова се случи, испраќачот има право да побара надомест на штета од поштата. Во суштина, препорачена пратка е оваа пратка за која испраќачот побарал да му се врачи лично на примачот на неговата адреса. На овој слайд е прикажан начинот на адресирање на препорачено писмо. Во горниот лев агол се пишуваат податоци за испраќачот на пратката Марија Трајковска, улица Кожув, број 9, 1480 Гевгелија. Додека во десниот дел од адресната страна се пишуваат податоци за примачот на пратката Лидија Давидова, улица Кустланд, број 46, 1040 Брисел, Белгија. Во долниот лев агол од адресната страна се лепат налепки за препорачана услуга. Голема латинична буква R и налепка со авион, бидејќи станува збор за меѓународен превоз на поштенски пратки. Постојат одредени пратки кои задолжително мора да се предадат како препорачени, а тоа се судски писма и писма по управна и прекршочна постапка, писмоносни пратки за странство кои мора да се понесат на царински преглед, авионска пратка во внатрешен и во меѓународен поштенски собраќај која е потешка од 20 грама заради контрола и сигурност на авионскиот превоз. Вредносно писмо е затворена книжена пратка со означена вредност која што може да содржи предмет од вредност, пари или пишано соопштение. Вредноста на вредносното писмо мора да биде означена со бројки и со букви на левиот долен дел од адресната страна. На пликото не сме да се брише, струже, да има прецртување или какви било други корекции. Вредносното писмо не може да биде потешко од 2 кг. На овој слайд е покажан начинот на адресирање на вредносно писмо со податоци за примачот, име, презиме, улица и број и град. Кај ова вредносно писмо примач е Симона Тимовска, улица Моша Пијаде, број 5, 7550 Крушево. Во левиот дел од адресната страна се внесува износот со бројки и букви 6000 денари. Ова е сумата пари која се наоѓа во вредносното писмо. Кај вредносното писмо, податоците за испраќачот се пишуваат на самиот преклоп за затварање. Пример, Маја Темелковска, улица Вардарска, број 98400 Велес. Пакет е книжена поштенска пратка со определена големина и тежина, која што содржи предмети со или без означена вредност. Тој може да содржи стоки, пари и други предмети, како и пишувано соопштение. Вредноста на содржината на пакетот мора да биде означена со броеви во левиот долен дел од адресната страна и мора да одговара на вистинската вредност на содржината на пакетот. Пакетот не може да има тежина поголема од 10 кг. Адресирањето на пакетот се врши така што во горниот лев агол се пишуваат податоци за испраќачот на пакетот, например Зорица Исакова, улица Александар Урдаревик, број 2, 1000 е поштенскиот број на Скопје. Како примач на овој пакет е означено лицето Томавска Светлана, улица Борис Кидрич, број 5, одредишна пошта 1400 Велес. Тежината на пакетот е 2 кг, вредноста е 2400 денари и пакетот содржи кршливи предмети и затоа е залепена налепка со слика на чаша. Се надевам дека ви помогнав во совладувањето на оваа лекција за книжени поштенски пратки. Ви благодарам за вниманието.